знаете како е. Прво што научивме сите ние, предпоставам, научивме дека ќе платиме скапа цена за тоа што го мислиме, гласно го зборуваме и јавно го правиме. Таа цена ќе биде од да ве избркаат од училиште до разни други голготи што ќе ви се случуваат. Дали сме спремни да ја платиме или не, тоа е прашањето кое што секој треба од нас да си го постави и предпоставам дека Владко и луѓе кои што се зафатиле да помогнат во организирањето, дека не станува збор за никакво трибунство или лидерство, ќе ги подсетуваат секогаш тие што дошле на вакви собири или кои што се појавуваат на нивните собири, да се прашаат и да ги предупредат дека цената за таков ангажман, околу кој што ние се собираме, е скапа. И таа цена, ако сте спремни да ја платите, повелете. Ако не, седете си таму кај што сте си, дали ви е добро, дали ви е лошо, веќе не е наше да ви кажуваме. Било непријатно да ви делиме рецепти за тоа како треба да живеете. Иако диктатурите се познати по тоа што делат рецепти за тоа како треба да живеете. Наназад само на оваа диктатура да ја подсетам колку рекламни кампањи се изнагледат. Мот не фрлај во пушоци, не плукај, то се разбира овие последниве писери, по наводници се разбира за тоа каков ќе биде нашиот сексуален живот, со која динамика и така натаму. Па до таму се разбира диктатурите се меракли за тоа да им се мешаат на луѓето, да им легуваат во кујна, во спална, во домот воопшто. Тоа им е специјалитет. Да. Но сега тоа е тоа. И сега одам на следната точка, ќе бидам следната точка се разбира проблемот на нашето обединување, осојузување или асоцирање или нештото околу кое што ние тешко се снаоѓаме и тешко се наоѓаме. Имено граѓанскиот сектор во Македонија е стар, овој тип на граѓански сектор, е стар колку што е стара независна Македонија. Приказните за тоа дека пред тоа имало цивилно општество се приказки. Социјалистички сојуз не бил цивилно општество, нити противпожарен сојуз, па нити Црвен крст во тој контекст. Значи, зборуваме за цивилен сектор во контекст на држава со декларирани некакви принципи уставни на плурализам, ништо друго. Но, никогаш политиката не гледала со најблагонаклони очи кон она што е граѓанско здружување. Никогаш, верувајте ми, ова ви го кажувам, имам доволен број на години и доволно искуство за да ви го посведочам, ако сакате изворно, ако сакате како сознание стекнато на различни начини. Бидејќи политиката пред се, рече пред малку Владко, граѓаните ги гледа како потенцијална гласачка машинерија. И секој тип на поинакво организирање од политичкото организирање за политиката било и е сомнително. Најблагоречено. Се разбира, со сите тешкоти во минатоте до пред 7 години се разбира, тоа граѓанско организирање функционираше и дури своите, да не кажем, блескави мигови ги доживеа 2001 година, кога наистина многу гласно се покаже како гласна совеста на оваа земја и не го преценувам тоа што го направи во 2001 година, но многу помогна за олеснување на состојбата на атмосферата во која што ние безмалку веќе војувавме и тоа како жестоко војувавме со човечки жртви и така натаму. Граѓанскиот сектор во тој момент покаже дека постои друг поглед на нештата и тој друг поглед на нештата помогна со сите други помоши што ги имавме и присвестување на нас повозрастните, односно поинаку организираните, поточно, да ние на некој начин се стабилизираме. Се разбира, сатанизацијата и тогаш постоеше. И тогаш некои граѓански организации беа приматели на сомнителни странски пари
И тогаш некои граѓански организации или некои организации од цивилниот сектор беа покажувани со прст или кулоарски посочувани како места каде што се собираат веројатно непријатели на оваа земја или недобронамерници, но од 2006 навака тоа доби јавност, официјалност и сега овој тип на собери се собери всушност на непријатели на државата според оние кои што го стекнале тоа право да говорат во име на таа држава за која што ние тврдиме дека е узурпирана или окупирана држава. Од тогаш навака сатанизацијата, целосното отцрнување како на цели организации, а особено на поединци, примерно казнување на различни можни начини, доби такви димензии што денеска просто дури и да се пошегуваме на сметка на неколку епитети кои што кружат за нас, дури и тоа станува проблематично и сомнително. Тоа е, можеби, и најголемата тешкотија, знаете, со која што се соочуваме, заради тоа што кај нас не е 10 пати повторена лага, не е 100 пати повторена лага, кај нас и тоа 1000 пати повторена лага, со која што ние се соочуваме безмалку разговарајќи со наши пријатели, блиски, со кои што не мора често да се гледаме, но тие исто така безмалку не гледаат помалку под око или постои па онај друг социјален момент кој што се вика, продуциран се разбира од серијата лаги, дека тука некакви сепак пари кружат. За пари станува збор, значи ние на ова маса горе сите седиме заради некакви пари, а и голем дел веројатно од нас. Пари кои што се странски, сомнителни, црни, антимакедонски, непријателски, така натаму и така натаму. За тоа станува збор, значи јас се обидов да ви ја исцртам цела атмосфера, колку да повторам, да се повториме, да се присетиме за што станува збор и зошто Владко и слични како него не се мачат, но имаат огромни тешкоти да разбудат еден по еден од граѓаните. Јас присуствував на неколку протести на Аман, во неколку недели. Абсурдот на тоа да иземаат 33% на 1000 денари, горе-долу е таа минималната сметка, никого не го побудува. Абсурдот да плаќате парно грејање заради тоа што тој што го спровел низ вашиот стан нема начин да го изолира. Заради тоа што Уставниот суд дури тоа го оправдува, разбудуваше внимание на 50, најдобар случај на 100 луѓе. И сега тие ситуации или ќе се надминат, или ќе потониме сите во тоа. Тогаш не знам што ни преостанува, да се фрлиме на тотална, како се вика, или да одиме на хипнотички сеанси, или да употребуваме тешки седативи, хипнотици и така натаму. Како и да е, се разбере, јас само како вовец, бидејќи меѓу нас има разлики сигурно, секој од нас размислува на различни начини, добро е така што размислува, што точно треба да прави граѓанскиот сектор. Точно е дека не може своето одејствување да го ограничи, да го сведе само на тоа да биде по некакви семинари, по некакви хотели, по некакви летовалишта, но сосема би било погрешно дека е тоа излишно и непотребно. Туку треба да се најде некаква мерка, се разбира. И сосема би било погрешно да мислиме дека ние овај собир треба да го држиме на улица. Ние најдовме едно место кое што е пријателско за овој тип на организации и такви пријателски места ќе да има повеќе, но режимот тоа го знае
сите ги затвори до едно, овдека кој ќе станат шефа не знам, но тоа домаќините дека размислуваат секако ги боли главата за разни работи. Но сепак дилемата за тоа на кој начин ние ќе влеземе во пресметка со режимот и еве ќе се влеземе одамна со нас, е нешто кое што не тишти, нешто околу кое што полесно ми е да расправаме, отколку да расправаме за тоа кои се слабите точки на режимот и како може да го расклатиме или потполно да го турниме. Знаете, тоа е исто како во политиката. Кај нас кога се разговара за политика во приватни сфери, полесно им е на луѓето да разговараат за слабата опозиција, колку таа не чини, отколку да разговараат за власта која што ги тормози, без че ги чека пред врата да ги преапси. Ние сме во иста ситуација во голем број на случаи. Полесно ни е да разговараме за колку тајни или јавни пари протекле кај Соросоидите, нели, под наводници, колку Владко и другарите негови или не знам кои пари потрошиле странски, туѓи и црни, отколку да разговараме за тоа кај се точките околу кои што ние можеме да се најдеме и околу кои што лостови ќе можеме да го расклатиме режимот. И на крајот на крајшата да ја пуштиме фантазијата слободно да работи за да можеме да ги смислиме најневозможните форми на пружање на отпор, односно граѓанско спротивставување на било кои видови на неправда. Тоа е, нели, на крајот на крајшата нашата должност. Ете така, добро. Може ли што кажеш? Да, има микрофон. Благодарам на Џунер за излагањето. Тоа е она основната цел што сакаме да ја побудиме точно кажано. Јас сум од 12-та јагода на Ана причествува повеќе пати, но и сум и сум потекнам од семејство кое пропатило и има награди и од заслуги од народ, татко ми прво борец и Сремски фронтови и што да ви кажам, така да јас мене тече борбен, да кажам. Меѓутоа, народот, колку да нема страх или да има страх, за мене, на улица не решава. Мораме ние преку установите, но со повеќе луѓе, со мнозинство и да се одржува ова. Јас сум многу радосна, така што дознав дека сте овде. Денеска стоев пред Гонџа Бајаджи, чекав луѓе, сите имаат нешто работа, или одат на нива, или сеат, или ќе одат да се сончаат, или група жени домаќинки отидоа на потрошак. Така да немаат време за ова, не ги интересира, па ќе потонат, па не знам после што им се случи. Сакам само да поставам прашање дали сум на погрешно место. Ме интересира изјавата на Заев за Македонија. Мене името никој не може да ми го смени. Тоа ако ми го направи некој проклет, ќе биде додека е жив. И поколението ќе му се уништи од моите правителства, зашто многу сум клета на тие работи. Ме интересира за парното, за струјата и за се околу. Јас би била активен член на ова, доколку ми ги заставувам моите пари. Тоа. И моментално дојдов, не знаејќи го колку саат сте, децата ги остави дома на керка ми, ако ми одговорите на ова и следното кога да дојде. Благодарам. И многу сум задоволна од господинот што правилно се искажува. Сметам дека ја сакам Македонија, го познавам човекот од медиум. Тоа можам да кажам. Благодарам. Благодарам на прашањето. Тука сакам да кажам, значи, ние институционално сакаме да ги бараме нашите права. Уште како дојчанчи поднесовме измена на законот за даночна постапка, каде што побаравме да не поделат на микро, мали, средни и големи предпријатија. Казната од 3250 евра беше иста и за нас, беше иста и за бившиот градоначалник на Центар. Мислам дека нашите објекти кај што има роба по 1000 евра и неговиот објект кај
што има над 50.000 и 70.000 евра, оди на иста квота. Некои тоаш не направија криминалци, че го спомнам Латас, кажа криминалците од Прилеп станаа да се бунат против законот. Да, ние сме тие, ама ние не сме криминалци, ние сме полначите на буџетот во Република Македонија, а тие се буџетотрошачите и кај нас нашата држава пати од пренатрупана државна администрација. За името се согласувам, а иначе ние во Прилеп имавме од 1000 до 2500 луѓе, каде што имаме и снимки на секој протест во секој вторник, али тоа синдромот на самоуништување на македончето успеа медиумите да го занемарат и се кажуваше дека во Скопје излегоа 50 луѓе. Цело време одеше така, 50-100, а од Прилеп нашите снимки никој не ги даваше, никој не сака. Ние сме луѓето од провинција, ние сме луѓето, значи ние живееме во една иста држава, а се делиме помеѓу себе. Јас сега конкретно сакам тука да кажам, со мојот син бевме случајно дојден, имаше дебата на архитектите, бевме 4, сега сме во поголем број. Јас ми беше многу криво, затоа што и многу жал, затоа што бев пред ГТЦ, дојдов на собствен трошок од Прилеп. Значи тие загрижени граѓани или беа андроиди голем дел, некој му се јавил на телефон, или некој ги натерал со нешто да дојдат, а тука на дебатите ги нема никаде. Како тогаш да постапиме ние? Кој е нашето барање? Ние зато го одбравме нашиот пат со делење флаери, каде што не ни треба масовност на луѓе, али во Кавадарци некни имаме снимки, имаше медиумска покриеност, поминавме многу добро и сакам да ви кажам еден гочлив заклучок кој што и Джунер се сложува и вие гледам сите, народо живее во преголем страв, али виде во нас слобода и иди ги кажува проблемите. Но сепак, ние останавме само сунгери за проблемите, немаме решение да му понудиме. 10.500 скопјани се исклучени од парното. По 1,5 просек да ги заиме, требаше да има подписи 17.000 во Прилеп. Стран ми е да ви кажам дека во Битола имаше 2200 подписи, а во Скопје 20 собреа подписите, но сепак скопјаните секојаш се најбројните, тие се најголемите организатори и ние си патиме од тој, јас знај Джунер, повика за едно единство уште за Никола Младенов и тогаш кажав дека кој е следен. Значи ние сме, јас знам дека сум тука веќе во тоа, ете и Дујчано че ми се руши и секакви притисоци имам и сето тоа че го преживееме и не се враќаме, одиме напред, но сепак сакам да кажам од тие средби само остана дека некој сака некаде да седне главен. Јас кажав дека како одраз не сакаме да бидеме како одраз и денеска на крајото сакавме да ви кажеме дека ние да го инициираме отпор во Република Македонија. Тупаницата нема право никој да не ја земи, ни Заев, ни Шекеринска, ни никој. Граѓаните треба да се избориме за своите права самите, а опозицијата е таа, било која да е, која што треба да му помогни на граѓанино и тука да си најди прилика за да дојде на власт. Ама не ваква власт, нема никош да дозволиме толку да метастазира диктатурата во Република Македонија повторно. Ви благодарам и на двајцата. Следен збор. Само не ми одговорите за следниот пат кога е од јас. Вака сега, ние значи имаме големи барања за цела Македонија. Тука голем дел има активисти кои што знаат во какви тешкоти сме. Ние во Скопје планирана е канцеларија, за брзо време ќе биде отворена, а иначе наша најголема канцеларија е улицата на Република Македонија и ќе бидеме во контакт, ќе ви дадеме број. Следен за збор. Јас сум Гаврил Нишевски. Имам прашање до господинот Ѓунер. Велат ако народ се успие у демократија ќе се разбуди у диктатура. Секој дневно го успиваат народот преку разни спинови, као што рековте, рекламата за што е легувањето спалната, трето дете и така натаму. Дали сега ќе биде нормално да ние го будиме овој народ пребрзо? Ако јас се плашам да ако не го разбудиме, мислам, толку брзо ќе добија некој шлок кој ќе види правата реалност
на ситуација. Да не го шлогираме, да не му даеме ние контраефект со тоа пребрзо будење. Тоа е прашање? Да. Не, да си бидеш без гајле, не сме ние толку моćни да ги разбудиме како најјак будилник, како прво. Како второ, ние можеме само да помогнеме во будењето. Други работи ги шокираат граѓаните, не брзото будење. Може да ги шокираат ситуации како 5 евра пензија, 10 евра плата, например, или кило патлиџени наутро 1 евро, попладне 4 евра. Тој тип на шокантни работи може да ги растревожат, да ги разбудат и евентуално да ги турнат во некаква акција која што не може да биде поинакво осим да биде организирана акција. Иначе хаотичните акции, знаете, може да доведат до уште пострашни последици од ова што денеска ни се случува. Затоа јас цело време апелирам, барем ние кои што на одреден начин сме се согласиле да плаќаме некаква цена за тоа, треба да сме луѓе кои што собираат. Внимавајте, собираат, а не делат. Постојат луѓе кои што има стално контроверзи, опречни муавети. Тие произведуваат околу себе конфликт, произведуваат муавет на висок тон. Не, ние треба да видиме другите, ние треба да видиме тие кои што собираат. Значи, едниот, другиот да ги ставиме на едно место. Третиот, четвртиот, петиот, стотиот. Тоа е едно од правилата кое што се подразбира со вакви амбиции кога се поаѓа во некаква јавна акција. Собирање. Јас го почитувам сечи индивидуалитет и индивидуалните акции не се за подценување, но ние треба да собираме со полна почит на разликите. Може да сум здодевен, но знаете, ние имаме право дори да се љутиме на наши другари, пријатели заради тоа што одбираат мејки методологии на прикривање, глумење на активност, а не се лутиме на другари, пријатели од нашиот свет на цивилниот сектор заради стерилноста која што ја форсираат. Се лутиме на илјадниците бирократски процедури на донаторите или на не знам каквите. Но, верувајте ми, се тоа работи, се тоа влегуваат во корпусот на цената која што треба да ја платиме. Ќе се љутиме, но ќе продолжиме понатака. Јас појади. Јас сум Трајан Димковски, инаку баш околу ова граѓански активисти сега во последно време, инаку мојата професионална обврска работа е 15 години со невладени издруженија. Инаку во последните 5 години работев како извршен директор во Федерација на фарми. И се случи ова што се случува веќе се повеќе и повеќе изразено, така да граѓанскиот тој активизам или граѓаните на некој начин беа потиснати, односно смирени преку институции. Таа е дилемата кај мене, односно преку прашање, но прашање за себе, а верувам дека сакам да го споделам тоа што се случуваше, тоа искуство. Како е можно, значи на едно писмено барање да се достави до полициска станица и од страна на инспекторот да се издаде дека ако јас барам, односно, значи тоа не е записник, туку вели дека во мојата авто е украдена лаптоп службен, печати, 15 папки со разна содржина и на едно такво барање се издава во полициска станица дека да, потврда, тоа е случено, и кој можем јас да отидам и да кажам дека 100.000 евра се украдени. Дали може инспекторот да ми издаде таква потврда, која што се приложува во една институција подоцна како оправдување и слично. Оно што е многу поусложнето,
откако се заврши, еве пример едно собрание, откако сето тоа се запиша во Централниот регистар, и замислете, комисијата за жалби издава решение без жалба. Значи, ова што го зборувам ги имам документите, после ќе седнеме чисто какви информации сакам да го разговараме. И таа е дилемата кај. Дали општо некој може да каже, дали е можно дека инспекторот може да издаде таква потврда, да ја кажем, како е можно да веруваме во ова што не се случи, како може да се бориме кога тие само со едно ливче, со еден подпис ја завршуваат нашата мака која траела 3 месеци напред. Како натаму да се бориме? Иако ние сме од тие кои сигурно важи правилото дека ако не можеш, односно не сме тие, ако не можеш да го победиш, придружи му, значи ние не сакаме да го направиме тоа. И оно што беше кажано, би сакал да го споменам дека нема дефиниција за демократија која што еден ден ние ќе се избориме и ќе кажеме да денес ќе имаме демократија. За демократија мора се бориме секој ден. Значи, како и да е, секогаш ќе имаме некои луѓе кои сакаат да не отргнат од ова што го сакаме, но мора секој ден за да кажеме да ние имаме демократско општество и нема тој ден кога ќе кажеме ние завршиме нашата борба. Значи, еве, благодарам, овие се вака, ова можност чисто да поразговараме, иако за ова сум разговарал со луѓе, но ова е прв пат вака за да може отворено да ги кажуваме овие проблеми или барем да се поучуваме еден со друг. Благодарам. Нема ништо за чудење во држава во која што постојат политички затвореници, во држава во која што најбрутално се затварат медиуми, во држава во која што Уставниот суд ти вели дека ако гледаш во стан кој што се грее со парно и ти си должен 10% од таа цена да ја платиш, таков абсурд нели? Ова воопшто не ме зачудува, тој е веројатно еден од тие 1000 јадници случаи така да се злоупотреби механизам некаков на државата, не на правната држава. Тоа се механизми создадени и создавани за да бидат узурпирани. Во окупирана држава сме според тоа, така однесувајте се. Би се нас добра за проблемот со институциите. Значи, рече дека не сме од оние кои што ако не можат да го победат, не му се придружуваат. И јас не можев да го победам екстерното, па не се придружив. И како резултат на сето тоа го добив тоа закани по живот и се останата. Има еден момент кога се вратив во Прилеп и моите родители ме запишаа во училиште. Имав нормални оценки, трети, спишани во дневник од Скопје, Скопската спортска гимназија. Меѓутоа што се случи? Оценките не ми ги признаваат за легитимни. Очигледно, јас сум учел во некоја друга држава, сум учел во некој друго време. Јас морам да полагам 16 предмети во еден ден, ако сакам да поминам школска година. На сето тоа, инспекторката каде што пријаве случајот, кога разбрала за кој ученик станува збор, дека станува збор за Кирил Ристевски, тој кој што ги организираше протестите, тој кој што беше платен од Бранко, тој кој што беше платен од Грујо, тој што од сега не зеде пари, инспекторката се тресеше и не сакаше да го удри печат на решението за пријава. Кога класната разбра дека тогашната класна во Прилепската гимназија разбра дека се запише. Таа пред секој час многу ме викаше и прва сат ми објаснуваше дека не треба да зборувам на политички теми. Тоа е нормално. Кога отидов ке директорот, кога отидов ке секретарот за да се запишам во училиште, бидејќи мајка ми малце беше под стресна состојба, бидев сам, човекот просто се тресеше и оценките дури и неоправданите му се гледаа неоправдани. Му се видеа 140 неоправдани, му се видеа колку четворки, толку кецови. Значи тоа само може да заклучиме дека институциите во Република Македонија се под целосна подкрила на сегашниот режим. Тоа е крајно.
Само сакам да кажем, да се надоврзам на тоа сето. Јас првата закана кога ја добив по живот, лани, 18 јули, и кога отидов во полициска станица да ја пријавам, тие заведоја дека како двајца соседи да се окарале жена мајка. После тоа мој другар ми звони и ми вика: Владко, враќај се во полициска станица, нема записник. Како нема записник? Нема записник, реши. Па се вративме повторно детето под стрес да ја каже истата приказна, па се погодија таму партиски да ме убедува дека СДСМ ми пратиле пукачи да ме тепа. Значи јас не знам дали беа СДСМ, дали беа ВМРО, јас добив закана по живот. Сакам да кажам дека таа инспекторката што не ја спомна беше баш СДСМ, а не сакаше печат да удри. За време на ВМРО да помане. Исто така ние исто со тебе, то се сложувам, не ги признавам. Значи јавно кажуваме, те има новинари, институциите во оваа држава моментално, на оваа власт, јас не ги признавам. Ни судство, ни полиција, ни ништо. Значи, помина сето то, станавме, ето, отпорни, имуни да кажам, веќе секој ден имаме некоја пријава, секој ден имаме нешто, то ми дојде како едноставно да ми носиш покана за насват. И сега не се плашам од пресудите, секој ден носа различна пресуда, блокиран сум целосно, но сепак слушнав една ВМРО-вка адвокатка, кај шо вика: абе се му блокиравме, човек уште движи. Да, че движам. Може би грујо ме плаќа, може би власта ме плаќа. Може би не се соросидите, сега тука треба да вида, да размисла. Значи некој го плаќа човеков да оди да кажува: да, Трајан, че најдиме правна помош, постои за тебе, али не во ова моментално време, во ова диктатура и во овој режим. Можеме да го погледаме сега видеото кој го спреми Мартин Милковски. Исто така, избркан ученик во 4-та година, допишани оцени поради активности за СДСМ за кандидатот Хари Локвенец. Сакам да кажам, ние на улица, значи никаде не се кријаме, кажуваме да, соросоиди сме, ама не сме заразни. Тоа е нашето мото на улица.